почитувани представници на медиумите, почитувани деловни луѓе овде присутни, министри и министерки на овој заеднички состанок. Дозволете прво да се заблагодарам за брзата организација од страна на стопанските комори, овде присутни, Стопанската комора на Македонија, Комората на Северозападна Македонија и МАСИ, кои што се овде присутни на оваа средба, која што има цел да испрати доста внимателни, прецизни, сериозни пораки. Од сабајле новата влада го заврши процесот на примопредавање со секој од министрите, јас и досегашниот премиер Спасовски. Го завршивме традиционалниот протокол на посета кај председателот на државата Пендаровски и веднаш после тоа дојдовме овде со бизнисот и со економијата, со прва и единствена цел да испратиме порака за доминантен фокус, прв најважен фокус на новата влада, а тоа е економијата, економскиот стандард на нашиот народ, раст и развојот севкупен економски, заради тоа што нивото до кое што сме дојдени навистина е напеналено и како што рековме пред нас е неповторлив период кој што мораме заедно да го искористиме. Денеска испративме пораката пред деловните луѓе за предвидливост во периодот кој што предстои пред нас. Најавуваме еден стабилен период, без предвремени парламентарни избори, 4 годишен период, многу значаен за домашната економија, која што ќе може да прави планови, свој динамичен раст и развој и секако да има во предвид предвидливоста за било кои идни инвестициони, но и економски активности на бизнис секторот во државата. Она која што детално го разработивме е исто така пораката на стабилна даночна политика. Даноците остануваат стабилни во државата, секогаш на било која промена која што ќе се случува во иднина, ќе имаме период на дискусија, на дебата, на разговори и евентуално промена на некои од даноците, а пред се мислам на намалување на даноци, заради тоа што немаме намера на покачување на било какви даноци, е да оставиме доволно долг период од година, година и пол, за да може да се подготви македонската економија. Зборувавме за предизвиците пред кои што сме исправени. Секако првиот предизвик е COVID-19. Досега имплементиравме значајни пакети на мерки за поддршка на економијата, следуваат и следни пакети на мерки кои што ќе ги имплементираме во овој есенско-зимски период кој што предстои пред нас и заедно ќе ги димензионираме со коморите за да може да ги максимализираме сите ефекти. Драго ми е што и досегашните мерки дадоа резултати, дали се тоа потрошувачките картички кои што беа дистрибуирани еве се максимално искористени или се директната поддршка од 14.500 денари која што ја дистрибуиравме за 3 месеци, некаде без малку 90 милиони евра само како мерка и сите други мерки. Во моментот се почетокот на постапките за поддршка на инвестициите од некои 20 на милиони евра, има преку 800 апликации од бизнис секторот кои што се доставени, верувам дека и тие пари ќе бидат добре дојдени за нашата економија. Мене ми е значајно да уште еднаш потврдам дека јас лично, како председател, економист кој што доаѓа од деловниот сектор, во минатите 2,5 години колку што имав чест и обврска да ја водам македонската влада, научив многу од соработката од коморите. Видов дека тоа може да биде од заедничка полза на бизнис секторот, на работниците, на извозот, на бруто домашниот продукт на државата, а секако и политички за владата. Тоа искуство ќе го искористиме во периодот кој што предстои, за да можеме уште посветено да работиме, да соработуваме, но и да учиме од работењето на самите комори, но и проблематиките со кои што се соочуваат, за нивно брзо решавање, надминување, но и за мултиплицирање на поддршките кои што владата треба да ги дава и во следниот период за стопанството, заради тоа што на тој начин ќе имаме повеќе работни места, повисоки плати, поголем извоз, поголем бруто домашен производ и на крајот економијата ја прави и среќата секако во нашата земја. Зборувавме за реформите во правосудниот систем, кои што на крајот на денот значат многу за сите граѓани, но истовремено се економија.
Ако правниот систем биде европски, стегнат, дефинитивно економијата ќе биде мобилизирачка, подвижечка и посилна и сме убедени дека час поскоро ваквите предизвици и нивните успеси треба веќе да ги увидиме во нашата земја, за да можеме да бидеме дополнителен мотиватор на економијата. Утврдивме во делот на предвидливоста дека децентрализацијата како процес продолжува. Уште почетокот на 2021 ќе се случат првите чекори и второто полугодие вториот чекор од процесот на децентрализација. Пописот останува определба за првото полугодие од 2021 година, кој што како статистички процес е многу важен за економијата, за проекциите, за предвидливоста и за сето она што представува планови за раст и развој на компаниите, но и севкупната наша економија. Јас сакам да испратам уште еднаш пораката дека предстои пред нашата земја период на работа дома. Денеска можеме да кажеме дека е првиот работен ден на влада која што нема на својата агенда меѓуетнички проблеми за решавање. Тие се решени. Правно, формално ги затворивме овие прашања. Сега сме сите еднакви граѓани, кои што сакат економија, сакат стандард, сакат подобра инфраструктура и на тоа ќе работиме. Денеска сите соседи ни се пријатели. Прашањата со Грција и со Бугарија се решени. Ова мора да донесе економија повеќе. И само да биде предност за нашето стопанство, за нашите граѓани. Денеска сме членка на НАТО и денеска сме со одлука со почеток на преговорите. Пред нас е отварањето на поглавијата, преговарачките рамки и фондовите од Европската унија, кое што е многу значајно, така да имаме навистина еден неповторлив период пред нас, кој што не би требало да бидеме непаметни, за да не го максимализираме и искористиме за нашата земја и за целиот наш народ. Затоа денеска преку овој прв состанок токму овде со коморите ги испраќаме токму таа порака за наша целосна посветеност на економијата, на економскиот стандард, јакнење на компаниите, јакнење на извозот во државата, користењето на кризата како можност и предност за уште посилен рестарт на севкупната македонска економија, но и секако повеќе плати, подобар живот за сите наши граѓани, кои што истовремено значат и зголемена потрошувачка моќ за граѓаните. Со Сојузот на стопанските комори ќе одржиме состанок во среда, за да може да го заокружиме процесот на коморите. Жалам што денеска не се овде, но секако соработката продолжува со сите, заради тоа што навистина наша обврска е да ви служиме, да бидеме ваш сервис и на граѓаните, и на бизнис заедницата, и само така ќе бидеме поуспешни. Благодарам.